Демикица или Железник се вика Ричко-планинската област, што се простира во југозападниот дел на Македонија или поблиску одредено северно-западно од Пелагоничката котлина околу горниот слив на река Црна река. Тоа е периферно подрачје на Пелагонија. Источната граница на ова област поминува по планината Бушава, а западната по стратовите на Бигла, Плакенска и Илинска планина. На југоисточната страна е планината Древник. Територијата на регионот Демикицар зафаќа површина од 478 квадратни километри и се вбројува во средно големите региони во Република Македонија со просечна густина на населението од 21 жител на квадратен километар. Регионот Демикицар има значајна географска положба во југозападниот дел на Македонија. Асфалтните сообраќајни врски за Демикицар даваат убава можност да се посети ова живописно планинско подрачје. Асфалтни патишта го поврзуваат со Битола, Крушево, Прилеп, преку село Кривогаштани и Кичево. Со Ресен го поврзуваат шумски патеки, а преку селото Големо Илино со шумски пат е поврзан преку селото Брежаница, Деварца и Охридско. Со овие градови Демикицарското подрачје било поврзано директно со патишта уште во времето на Античка Македонија, средновековното Македонско царство, а во римскиот период со патот и краковите на Вија Игнација. Денес Демикицар е поврзан со асфалт скоро со сите демикицарски села и културно-историски центри. На територијата на Демикицар живеат околу 10.000 жители во два урбани центра, градчето Сапотница и градот Демикицар, кој воедно е и административен, односно општински центар и 40 селски населби: Бабино, Базарник, Бараково, Белче, Боиште, Брезово, Вардино, Велмевци, Вирово, Големо Илино, Граиште, Доленци, Единаковци, Жван, Железнец, Журче, Загориче, Зашле, Кочиште, Кутретино, Лесково, Мало Илино, Мренога, Новосело, Обедник, Прибилци, Радово, Ракитница, Растојица, Света, Сладуево, Слепче, Слоештица, Смилево, Сопотница, Стругово, Суво Грло, Субодол, Утово и Церово. Почитувани мои, моето патешествие низ Република Македонија, кој што веќе трае околу 30 години, го продолжувам овдека во регионот Демикицар. Неколку пати сум го посетил овој регион, но овој пат дојдов по покана на председателот на Сдруженијето на џипијадата од Демикицар, господинот Гоце Трчевски, попознат меѓу демикицарци како Тито. Неговата покана беше да го посетам ова регија по повод 9 годишнината од џипијадата, поточно речено од Демикицарската џипијада, чија патна делница од 60 км започнува од градот Демикицар, а завршува некаде горе на Илинска планина, кај попознатиот манастир, Илинскиот манастир, кој што се наоѓа некаде на 1300 метри надморска височина. More than gold,
Сите ве поздравуваме во името на екипата што ја подготвила оваа джип турнеја, односно дечките околу мене што се, и во мое лично име како председател на Сдруженијето Офроуд ве поздравуваме сите и ви посакуваме добре дојде во Демиркисан на 9-та поред джип турнеја 2021 година. Значи сега пред да продолжам со разговор со зборување, јас ја ве замолам за едноминутно молчење за нашиот брат кој сега го поздравуваме некаде горе, Доне Дрман, сите што добро го познавате, значи ве замолувам за едноминутно молчење. Нека му вечна слава. Сакам да ги поздравам сега на почетокот, да ги поздравам спонзорите сите што ја помогна оваа манифестација, која што се одржува, како што кажа, по 9-ти пат, и посебна благодарност до нашиот сега генерален спонзор годинава, Јоска Транс. Поздрав до Јоска Транс, Зоки Транс. Значи не ги забораваме и останатите кои што ја поддржава манифестација, која што јас милувам да кажам дека прерасна во бренд за Демиркиза. И ова, мислам, ретко се случуваат и ретко се гледат на нашите простори. Сега ќе кажам збор два и некои препораки, ќе бидам многу краток, затоа сакам да кажам, ќе бидам многу краток, препораки за како да се движиме. Значи, некои имат прв пат што идите, а останатите што знаете, знаете. Значи, се движиме во колона, ги пуштаме моторите први, се движиме во колона, нема пристигнување, пошто сите сме возачи, знаете дека може да се случи нешто на патот, помагаме сите како еден, значи сите за еден. Мора да се придржувате по препоракиве наши. Цигари нема да фрлате од пушоци, од ѓубре нема да фрлате, правиме малку екологија и тоа ќе биде во глобала. Влегуваме во манастирските комплекси, немој да се прави нешто проблем таму, да се шлајфува со возилата, посебно му нагласувам за моторџиите. Малце ни се незгодни тие, ама во секој случај се добри и добредојдени се во секој случај. Значи, реков да се придржувате кон препоракиве наши. Уште една ќе ви се обратиме на едно место викано Еврејка горе и ќе ви кажеме како да се движиме и мора да се придржувате под тие услови. Сега ќе ви кажам збор два за рутата. Значи, се тргнува сега за кратко време, ќе тргнеме од овде. Тргнуваме во лево, тргнуваме, одиме во Слепче, низ Слепче врвиме и одиме во манастирот Свети Илија во Лесково. Од тука за сигурно 1 сат стигнуваме во манастирот Свети Петар во Смилево, каде што доручек и одмор малце. Значи пола сат таму ќе се задржиме и тргнуваме, ја продолжуваме рутата кон рудината на Илиска планина. Тоест на Пигла планина се врзани кон Еврејка. Одиме на место викано Еврејка, каде што таму се задржуваме повеќе време, имаме една атрактивна рута, а за тоа таму ќе разговараме. Значи од тука после 1 сат таму сигурно ќе бидеме, ќе се задржиме, се движиме по рудината, значи место каде што мислам дека ќе биде доживување за сите од вас кои што не си биле таму, а тоа е местото каде што со еден поглед ќе ги гледате двете езера од Охридското и Преспанското, а од другава страна пак ќе гледате, мислам дека денеска добар видик имаме, до Велес некаде се гледа. Значи, невидена убавина. Затоа ве носиме на еден незаборавен настан. Од тука, значи, по рудината се движиме по рудината. Стигнуваме кон 14 или 15 часот стигнуваме на Илинска црква и таму е организиран ручекот. Ќе ве замолам картите да ги чувате, со картите земаме ручек и тука манифестацијата ќе заврши. Со изјавите вие ќе видите. Со изјавите. Горе имаме благодарници, ќе ви поделиме благодарници за сите, не за сите, меѓутоа за учесниците по градови. Значи тоа би било во глобала. И уште еднаш сакам да ви изразам голема благодарност. Ова е на секојдневен настан за Демиркизар и уште еднаш благодарам за сите што присуствувате и на крај само да ви ги представам тимот што се погрижи ова манифестација да биде безпрекорно организирана. Од мојата лева страна е господин Госе Чонка, Менде Кечо, Тони Матичо, Александар Тарето, Вале Котевски и нашето најмладшен син на Доне Дрман Мики и мојата маленкост Гоце Тител како председател на Сдруженијето.
Почитувани мои, патната делница од 6 км, кој што денеска ќе ја одминат учесниците на джипијадата, кои што се на број околу 50 джипови и околу 150 мотори, ќе оди по дел од стариот антички пат Вија Игнација, кој што овој крак овде кај што поминува, а како што претходно напомнав, членовите на джипијадата ќе ја одминат, е кракот кој што од Илинска планина заминувал према Драч. Но попатно ќе поминиме најпрвин во селото Слепче, каде што ќе биде посетен и манастирот Свети Јован Претеча, а од кога таму ќе бидат пречекани од монахините, односно од црковниот, односно манастирскиот одбор на манастирот Свети Јован Претеча, ќе се застани исто така и во манастирот кој што се наоѓа во непосредна близина на самото село Смилево, каде што исто така ќе бидат учесниците запознати и со историјата на дел од историјата, богатата историја на Смилево. Почитувани мои, како што етапно ќе одиме најпрво во селото Слепче, потоа во селото Смилево, така дел од мојата богата архива, пред се и пишера и видео, кој што ја имам во продукцијата Маријо Филм, ќе се обидам и вам, драги мои, да ви доловам дел од таа историја, од тоа минато, кој што ќе се обидам, па ќе напомнам, да ви го доловам, за да не се заборави историјата и да не биде покриена од правда на заборавот. Се наоѓаме на половината на регионалниот пат Кичево-Битола. Многу малку македонци имат поминато наомо. Значи, од Скопје кој се тргнува кон Охрид, кој ќе дојдете до Кичево, после Кичево постои село Другово. Кај Другово вртите лево, после 40 км ќе видите оваа табла. Ова е влезот на Демирхисар, а ние вртиме десно за село Слепче. Велат дека се вика Слепче, заради тоа што 2014 година, после битката на Беласица, цар Самуил своите ослепени војници ги донел токму тука. Ве носам во едно од најубавите места во Македонија – Слепче. Два километри над село Слепче, под падините на планината Илиница, се наоѓа еден од најубавите манастири во Република Македонија, Свети Јован Претеча. Го изградил цар Самуил 1010 година, а по трагичната битка на Беласица во 2014 година со своите ослепени војници дошол ваму и сите 14.000 биле згрижени овде. Лево од мене е монах Андроси, кој ќе не запознае со останатиот дел од историјата на ова преубаво место. Добар ден. Добар ден. Повели. Така, значи пред основањето на манастирот во 1010 година, ова место и постоела една црквичка која била подигната од 7 век. Потоа со титулство на донација на цар Самуил бил изграден во општежитие во манастир, кој што некаде постоело со таа негова слава како жив манастир некаде до 17 век. Има 3 слави овој манастир. Да, 3 слави, тоа се значи Свети Јован, соборот Свети Јован Крстел во јанови се прави. Добро. Реагењето на Свети Јован е Иван ден познат во народот, значи во јули месец. Така. И отсекување на главата во септември месец. Така, јас сум присуствувал на Иван ден и знам дека многу автобуси од Крушево доаѓаат, бидејќи тие се слават како нивна слава. И тогаш е најголем празник тука и преполно и навистина радост да се биде присутни. Интензивно се гради овде. Што се прават? Направени се 2 комплекса конаци. Да, се градени
овој комплекс овде монашки одел се направи, значи пред 2 години гостински корнер, кај што се сместуваат гостите. Тоа е многу битно за нашите гледачи, значи може човек да си дојде тука и да си престојува како наците? Се престојува, да. Што барам од гостиве да го почитуваат типикот на манастирот, да се постои на служби, за да ја увидат она, да осетат она дека се седат во манастир. Благодарам многу што ни беше домакин и еве повик било која од трите слави на манастирот Свети Јован Претече, искористете ги, дојдете, а всушност дојдете кога сакате, затоа што тука е прекрасно и луѓето се прекрасни. Се гледаме до ово. Ти благодарам. Се наоѓаме во дворот на семејството Мушиковци, така барем ги знаат тука во Слепче, Владо и неговиот наследник Ивица, кои всушност живеат на 3 релации во животот: Слепче, Белград, Дизелдорф. Но никош не ја заборавиле Македонија, уште помалку Слепче, и сега ќе видите како тие луѓе се што ќе заработат го вложуваат од таму каде што потекнува нивниот корен, во село Слепче. Да видите што е двор. Повеќе. Се наоѓаме во дворот на Ристевски, кај баба Маца. Ова е мојот слепченски дом. Тука проведувам половина година, 6 месеци во годината. Тука имам голем дел од гардеробата. Тука сум напишал многу песни, сум напишал многу приказки. Тука ги чувам сите мои награди што сум ги добил во животот. И тука е дефинитивно рајот на Бошко. Тука сме во арт студиото Ван Гог, собственост на Љупчо Бобеков. Ќе видите многу икони, ќе видите многу нешта направени со љубов. Бобек, има ли уметници? Во Демиркиса? Во Демиркиса, за жал, уметници има, да. Али сликари, уметници нема, само јас сум сликар. Инаку уметници имаме, тука можеме се пофалиме со многу... Има доста писатели. Генетски сум наследник на старата слепченска школа, што е манастирот. Тоа, впрочем, ми го опишува на северната страна, натре во црквата Свети Јован Претече во манастирот. Мојот прадедо Стојан Неделков бил еден од ктиторите на манастирот во Слепче и го платил за графисувањето на манастирот. Така да тоа може би, не знам, веројатно кажете има ген? Веројатно има. И ти благодарам што ме прими. Ви благодарам и на вас. Бобек, Љупчо Бобек, Слепче. Значи ваму десно е Слепче. Зад камерата се наоѓа село Белчи. Таму се Прибилци, Новосело. Таму е Журче, еден од најубавите манастири. Таму е Вардино. Зад нас се Стругово, Суводол и легендарното Смилево. Над Слепче се наоѓаат Лесково, Боишта, Добромирово, еден од чудните манастири, за кој ќе направиме последна приказка. Се наоѓате во најреволуционерниот дел на Македонија, каде што е најјасно изразена македонштината. Се наоѓаме во Демиркиса. Добар ден! Еве, полека денеска ќе одиме горе во овој на Џипјанова. Од кај сте иначе? Од Скопје. Што наваки, што вика Скопје, не од Скопје дури до Демиркиса.
Малце да се продолжиме. Како е адреналинот? Вамо? Супер. Супер, а? Да. Ќе одиме горе до Илиска планина. До тому. Да сте ми здрави живи, се гледаме горе. Моето патешествие низ селата во Република Македонија ме донесе овдека во Демихисарско, во едно од најславните револуционерни села во Македонија. Тоа е селото Смилево. Селото Смилево е најважниот дел од големото и непроценливо културно-историско наследство на Демирхисарскиот крај. Со неговите историски, социолошки, културни, амбиентални и обштествени и други вредности представува вистинска одлика на идентитетот на овој регион, селото Смилево, но и на македонската нација во целина. Во селото Смилево се наоѓаат многу значајни културно-историски споменици, се наоѓа спомен костурницата на еден од најголемите македонски синови на Даме Груев, се наоѓа спомен обележието на славните смилевски илинденци кои ги дале своите животи за високите илинденски идеали, се наоѓа спомен музеот во селото Смилево, кој што е изграден по повод 100 годишнината од илинденското востание и во кој што е реализирана музејската поставка, во која се сместени спомен собата на Даме Груев, спомен собата на Смилевскиот конгрес, кој како што знаеме одржан од 2 до 7 мај 1903 година и Смилево за време на илинденскиот период. Потоа имаме спомен соба за револуционерниот одред Даме Груев, спомен соба за партизанскиот одред Даме Груев и етнолошка соба Смилево. Секој оној кој што го има во срцето Смилево, а во подсвеста е дел од херојската приказна, мора да ја знае познатата песна Смилево славно Воган гори. Морам да кажам, морам да истакнам дека посебна гордост и вистинско задоволство е да се застане пред споменикот на еден од најголемите македонски херои, на еден од најголемите македонски синови, на стратегот и идеологот на епохалното илинденско востание Даме Груев. Значи, тој е настанот во илинденското востание од кај што почнува континуитетот во создавањето на македонската независна и суверена држава. Ние, сите кои што сме читале, сме учеле и сме осознале многу за нашата историја, мораме да ги почитуваме високите идеали, мораме да ја почитуваме вековната борба на нашите предци за самостојна и суверена држава. Ние мораме да ги почитуваме, мораме да ги прославуваме нашите славни обележја, нашето славно минато, нашата традиција и култура, бидејќи со тоа ја потврдуваме нашата национална самосвест, самобитност и определеност, од кои ниту можеме, ниту смееме да се откажеме. Со посебен пиетет треба да се подсетуваме на подвизите и на огромниот историски придонес што го дале сите оние кои што ги дале своите животи за слободата во оваа земја. Ние мораме да се поклониме пред делото на сите тие кои што ги дале своите млади животи и за време на илинденскиот период и за Втората светска војна, меѓутоа и за сите историски периоди и премрежија на нашиот напатен македонски народ. Значи, неизбежно и незаборавно е, ние не смееме никако да дозволиме да не го почитуваме делото на нашите славни предци, кое што дело било изградено спрема љубовта кон својот народ и кон својата татковина. Тие луѓе имале своја визија за својот собствен развој, затоа што човек кој што нема визија за својот развој и напредок, тој секогаш бил мета на туѓи желби и интереси. Меѓутоа, морам да истакнам дека сите тие луѓе кои се заслужи за оваа слобода што денес ние имаме, ни оставиле еден свет аманет, да ја чуваме и да ја негуваме скапо платената слобода. На крајот сакам да кажам само 2-3 збора за убавините кои што ги има ова славно село сместено во овие планински пазови. Ако дојдете во вечерните часови во ова село и ако небото е чисто и ведро, ви се чини дека е толку близко небото што можете да ги дофатите звездите. А пак дење
зеленилото, спокојот и мирот кои што овде владеат, ќе ве натераат да си поставите логично прашање: зарем е можно да имало ваква прекрасна убавина во мојата земја Македонија, а да јас досега не сум ја посетил? Значи, джип турнеја Демиркизер е бренд во Демиркизер. Прерасна во бренд кој што ги опфаќа целокупната активност на джип турнеја, ги опфаќа и сите културно-историски знаменитоsti што ги носи, што ги има во себе Демиркизер, што ги крија во себе. Така сега моментално се наоѓаме во светилиштето Свети Петар и Павле во село Смилево. Ова е велелетен објект. Значи, може да се носи со секој објект, со секој манастир во Република Македонија, и баш ми е мило што е вака изграден. И сега со нашава джип турнеја ќе придонесеме уште толку да го запознаат луѓето преку вашата телевизија. И тоа мислам главната поента на целокупна активност наша е таа. Што е полесно, да си возач на мотор, да си возач на джип или да си дел од организациониот одбор? Најлесно е да си учесник спрема мене, да учествуваш и релаксирано. А додека како организатор си има своји одговорности, обврски, што мора да ги исполниш. Има ли помлада генерација кој што од година во година се вклучува во овој организациониот одбор? Па за разлика од минатите години, во ова година имаме учество на дел млади учесници, како во организациониот одбор, така и во возењето на рутата која што имаме замислено. А посебно можеме да истакнеме дека имаме доста од моторжите кои што учествуваат со поголем број и претежно се мали деца. Дали маршрутата секоја година е иста или имате нова рута? Значи секоја година маршрутава е сменувана. Различна во зависност од ситуацијата, во зависност од учесниците, во зависност од временските услови. Има места каде што ако е врнежлива година закажаниот термин не може да се помине. И значи многу фактори влија за рутата. Меѓутоа во секој случај секоја година различна, да не биде монотона, и секоја година имаме различна тура за ученици. Од селото Смилево ќе се упатиме заедно со учесниците на Джипијадава горе према Илинска планина, према бачилата кој што ги има неколку и на местото викано Евреќа. Кога ќе дојдам кај местото викано Евреќа, таму ќе ви раскажам приказната како тоа место се вика Евреќа. После речиси 30 километри поминати и по речиси 3 сати накачување нагоре, пред да дојдеме во местото викано Евреќа, почитувани мои, предлагам да погледнете дел од адреналинот кој што го имаат состојниците на овие, така да речам, джипови, посебно припремени не само за планински терен, но не терен познат, туку планински терен кој што самите ги одредува патеките, и пак ќе речам, предлагам да погледнете
Во продолжение на оваа репортажа, погледајте и уживајте. Специјален трактор, ова е шумски трактор. Колку коњи има овој? Зависи кој како. Аха. Зависи, иначе шумски трактор се добие. Најново. Така. Кај нас така се регистрира шумски. Чајче пие. Уба. Како се викаш? Како се презиваш? Послан. Колку години имаш? 9. Кој деление си? 4. Ја сакаш природата? Планината? Од кај си родом? Боиште речи. Од Боиште? Да. Како ти се вика даскала што те учи? Не може. Мимоза даскалката, лошо или добре? Може. Добро, ајде. Ајде се стави жив. Така. Почитувани мои, ми се радува душата што ете денеска сум ја дел од оваа џипијада. Ми се радува што еве овдека денеска се наоѓам под Илинска планина, на местото викано Еврика. Како го добило ова место Еврика? Овдека, на оваа падина, каде што некаде на околу 1000 метри надморска височина, 1300 метри надморска височина, покрај боровинките, се наоѓаат и безброј ладни и студени извори. Легендата вели дека пред многу векови овдека поминувал караван натоварен со така трговска роба, кој што доаѓала од Драч према Солун. Караванот бил многу броен, меѓу кои се наоѓала една многу убава мома. Момата била многу жедна, иако карванџиите ја упоменували, велеле, немој да пиеш од ладната вода, затоа што е многу ладна водата и ќе те пресечи. Меѓутоа, младата мома тоа не го послушала, се напила вода и за неколку часа ја предала својата душа према Бога. Девојката која што овдека била со карванџиите, до ден денешен не се зна името. Меѓутоа, според врвот горе, кој што се наоѓа некаде на 2200 метра надморска височина, на Илинска планина, а и планината што се вика Илинска, најверојатно наша претпоставка дека името е било Илинка, Илина, така и да ви кажам, реално ми спомнува и мештаните од двете села, Големо и Мало Илино. Но меѓутоа ми рекоа дека таа била по националност Еврика. Според незиното национално потекло и така и денеска овдека се вика ова место Еврика. Во чест на оваа млада мома, кој што овдека до ден денеска во чест на незиното име се вика ова место Еврика, пак ќе ви предложам да погледате дел од Андрелинот, кој што овдека членовите на џипијадата, каде што, така според моја процена, некаде се наоѓа на околу 30 промили висина, да уживате во нивните екзибиции, така да речам, но пред се спортски.
Почитувани мои, продукцијата Маријова филм еве денеска се наоѓа на едно ново патешествие, овдека во Демихисарско, а продукцијата Маријова филм овдека е со овој стар олдтаймер, пичото застава 750, затоа што мојот стар джип, Камазот, рускиот Камаз, го дадов тука на едни повешти водачи, за да можат да искачи догоре. Како што реков, јас со овој стар олдтаймер, со пичово, ќе одам по нив крочнум, ама ќе стигнам. Речи се 4 часа поминавме низ Илинска планина, накочувајќи се горе на врвот на Илинска планина, на Илинската црква, на Илинскиот манастир, каде што одоблет. Од мојата лева страна се гледа Пелагонија, се гледа Кичевско, се гледа Демихисарско, а од мојата десна страна се гледа Ниđe планина, се гледа Галичица и се гледаат двете македонски бисерни очи, езерото, Охридското езеро и Преспанското, кои две езера се едни од најстарите во Европа, а пред се Охридското езеро е старо 8 милиони години. Погледајте и ушивајте. Почитувани мои, ексистувате лесно, орот, овдека во Илинскиот манастир. Верувајте ми, не можам да одолеам, пошто и јас така да речем сум малку и песнопоец и играорец, ама како што викаат старите, без една жута, без една бирка македонска, грлото да се подмачи, да се направи гаргара, без не е била. Ке одат да ми се приклучам на членовите на джипијадата, каде што и јас ќе видам дел од ова наша македонска песна, ова наше македонско оро, а се разбира дел од ова турнеја, од ова джипијада и овдека од ова прослава ќе ви пренесам во ова репортажа. Погледајте и уживајте. Готови се, риба на камен, без масло, без ништо. А како се викаш ти? Думчо Еро од Демихисар. Ова сега од Демихисар, од кој место се? Од Демихисар од центар, од Бургашево. Од Бургашево, така. Каде го научи женањето рецетата овој за мешање на риба, овој на плотно место? На камен. Така, на камен. Значи, овој занајот го научив самостојно. Значи, на времето фаќав риба црна, и по една прилика отидов на планина, каде што немавме ни тава, немавме ни масло, немавме ништо. И што да правам, како да правам? Случајно најдов во околината едно камче, една плоча, ја кладов на две камчиња, запалив оган и направив само со сол и ги кладов на каменот. Тоа што го видов после тоа, ми остави страшен впечат. Значи, ова вака на спремена риба не постои друга подобра риба. Ова риба е од изворите на Црна, од Железнец. На Црна, значи од рибник. И сега јас сум најдобар другар, сака да ми направи чест да пробам и јас, да видиме како е пе. Е вака сега, од кога ќе ја сервира рибата на трапезата, ќе дојдам и овој ќе пробаме, договорено? Договорено, се е договорено. Значи другарчето ми е од Чикаго, од Америка. Од Граиште па во Чикаго. Од Граиште во Чикаго и ми е другарче дојде од тука и сега правиме. Од која фамилија си? Од Радевци. Така, твоето име? Добре. Презиме? Радевски. Туку вака едно мајсторе, да не изгори рибата, сервира, па после ќе пробаме. Ќе пробаме секако.